Гледате еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Имав чест да патувам со Стево Карапанџа и со неговата сопруга и со председателот Томас Гуглер на Светската федерација на готвачи. Добро. За ова збориме патување во Сибир? Да, за ова екзибиција навистина беше интересно во организација на Махат Вагабов од Дагестан, професор по историја на Московскиот универзитет. Тоа беше негов проект за подигнување на свесноста за гастрономијата во Сибир. Се стигнувате во Сибир, забележувате дека се тоа неколку кукички, ама авенките се таму домородци. Авенките се такви едни насмејани луѓе, наликуваат на монголски ликови и така натаму, прво ви пеат песни кои ќе ве пречекат. И потоа ви искажуваат молитви да ве очистат од генералната негативна карма што ја носите, за да можете да го пречекорите прагот и да влезете на таа територија. Остави ги лошиве работи надвор, влези демек. Значи, основата на животот на венките на Сибир е работа на кармата. Индивидуалната карма и колективната карма. Карма во смисла на носење на молитви, чистење на негативната карма за наредниот живот, за поколенијата, да оставате. Ама карма во смисла сум сгрешил нешто во минатото и сега си ја носам лошата карма. Ние не ни знаеме што нашите предци грешеле. Значи колективно како народ. Така, апсолутно. И индивидуалните, тоа е многу интересно, живеат во шатори. Шаторите се од кожа, од животни. И јас прашував како овде може да обстанат на минус 40, минус 30 и така натаму, дека температурата е прекрасна внатре, дека нема таков проблем. Па имаат најчесто во тие се на дрва. Дрва, значи. Исклучиво на дрва се греат. Еднашка на 24 часа. Што правиме со кармата што загадуваат? Јадат исклучиво од Бајкалското езеро продуктите и она што ќе посадат во своите дворови. Како патлиџан, пиперка, модар патлиџан доста јадат и така натаму. Еднаш на 24 часа пристигнува вагон кој што им носи дотур на масло. Они не користат масло всушност. Да сакате да купите не можете. Не можете да купите, него колку да се има брашно или такви продукти не